А она што следува во продолжение на утринската програма е вториот разговор на нашата Сузе, а нејзина гостинка ќе биде Александра Илиева, поетеса. Александра, добро ви утро. Добро ли дојдовте во утринската програма. Промоција на стихозбирката Ромонливи води. За почеток, Сузе, ќе ми дозволиш само да прашам што значи тоа ромонливи води? Вака, насловот е доста специфичен. Ромонливи највеќе заради тоа што е некој збор кој што мислам дека мене ме отсликува. Ромонливи е повеќе моментот кога водата шушти, кога румоли. И мислам да не мирува. И тоа е еден дел кој што ме отсликува мене на некој начин, каде што моментот каде што имам мисли кои што во позадина така се ми шуштаат и кои што на некој начин морам да ги пренесам низ хартијата. Или тивка вода брег рони. Така. Ке ве оставам со нашата Сузе, повелете со разговорот. Добре дојде официјално и од мене за магистар Александра Илиева, поетеса со многу интересна професија која што ја однесе дури во Санкт Петерсбург, но тоа ќе ни го откриеш ти. Како се чувствуваш ова утро во студиото на Алфа телевизија? Добро? Да, добро. Драго ми е што за прв пат си ни гостинка, Александра. Честитки за ова твое второ чедо, втора книга. Во првата книга за нешто сосема поинакво отвореше, но за некој ден ќе имаш промоција на ова официјална стихозбирка, која што верувам дека не ја работеше во некој екстремно долг период, така нели? Да, не беше напишана во екстремно долг период. Можам да кажам дека оваа книга беше баш дојде спонтанно и наеднаш. Буквално зборовите некако ми се редеа низ страниците и мислам дека е книга која што посилно ме отсликува мене како личност. Да, многу интересна поезија. Ти благодарам што ова утро не почести. Еве, многу убава комбинација, било едно убаво утринско кафе, убав разговор и убава поезија, што навистина ја практикувам и ја препорачувам на сите оние кои што не знаете како некако со еден убав ритуал да си го отворите денот. Ние вака денеска го отворивме денот и мене ми е особено многу пријатно, а ќе почестиме и двајца наши гледачи, ама нешто подоцна. Имаме две збирки за подарување. Тазе е вака предпромотивно, ќе ги подариме на двајца љубители на убавата поезија. Инаку, Александра, имаш дипломирано на Факултетот за економија и организација на предприемништво во Битола. Нешто подоцна продолжуваш со магистерски студии од 2021 година на Универзитетот во Санкт Петербург. Така, Сузана. Како се случи ваквиот избор? Вака, морам да нагласам дека јас на додипломските бев стипендист, имав целосна стипендија, и понатака решив да го продолжам патот за магистерски студии. Јас веќе имав познавање од рускиот јазик, меѓутоа го немав нивото кое што налагаше за втор циклус студии. Со просекот кој што го имав, аплицирав за стипендија од Руската Федерација и полагав влезни испити на Санкт Петерсбуршкиот. Имав доедукација на руски јазик и понатака продолжив уште плюс дополнителни 2 години, класично време трајање на магистерските студии. Да, какво искуство беше ова за тебе? Па можам да кажам дека беше едно од најдобрите искуства и искуство кое што ме поттикна да ги перцепирам луѓето малку поинаку кои што се околу мене. Ми даде една надеж дека луѓето не се секогаш онакви какви што на нас ни делуваат. Првично ние имаме предрасуди за одредени луѓе, но кога ќе дозволиме и моментот кога ќе ги запознаеме подобро, тие предрасуди едноставно веќе исчезнуваат. Така да таму запознав прекрасни луѓе и мислам дека тоа ми ја врати малку повеќе вербата дека едноставно и во секојдневието ние самите на некој начин мора да бидеме пример, да мотивираме други, да едноставно да осакаме секој еден момент од денот, да бидеме баш тоа што сме. Интересна е твојата поезија, имаш толку интересни наслови,
нешто што мене не ми паднало на памет, не заради тоа што јас не сум толку по пишувањето поезија, јас пишувам проза, меѓутоа имаш наслови, еве вака само ќе кажам, збор 2, контактна мрежа, комотни чевли, њоки, таман е, убот од комарец. Ова е сезонска песна, бидејќи сега е сезона на комарците. Кратко би споделила, ќе ми дозволиш ли? Ама има многу силна порака, вели, нек не видов 8 убоди на левата нога и 1 на челото, па си велам, молчи, барем е комарец, а не човек. Оти човекот остава цели рани, а вака барем знаеш дека овие ќе поминат. Толку силно. И се си кажала, буквално се си кажала. Ова е вистина за комарците, да. А комарецот ќе го чешаш и ќе го раскрвалиш убодот од комарец и ќе помине меѓутоа од човекот. Да, и ќе те боли долго. Многу долго, додека не создадеш имунитет на тие човечки. Да, но се учи. Сето е предизвик, сето е, нели, предизвик личен, наш. Учиме додека сме живи. Да. Од каде црпиш инспирација, кажи ми, за песни? Инспирацијата мене ми е секојдневна. Значи, секојдневниот контакт со луѓе, дури, еве, во автобус, пошто јас сум постојано во движење. Ти си од Гевгелија, иначе родом, да? Сум од Гевгелија родом. Црпам низ секојдневни ситуации, настани, своји лични чувства, лично доживување на настани. Од кога пишуваш, Александра? Потиснувани работи кои што се трудам, нели, да бидат изнесени преку словото. Ама ровари тоа во тебе, ромонливо е, не можеш да го игнорираш, да. Да, баш Шушти. така. Пишувам јас уште од почетоците на моите тука некаде во моментот веќе кога сум средна школа. Меѓутоа, тоа не беше период кај што мислев дека, нели, споделувањето на пишување е нешто битно. Можам да кажам дека повеќе пишував... Кој те охрабри да го споделиш тоа, дека луѓе јас правам нешто, ама не знам ова дали ќе ви се допадне, нели? Секогаш кога пишуваме нешто, размислуваме дали ова што ми брчи мене тука во главата, што ми шушти, дали ќе им се допадне и на другите или само мене ми се допаѓа. Па првично не беше споделувано, еве така настана првата книга, мислам песневе ги криев некако буквално во себе и во фиока, и не мислев на некој начин дека се вредни да бидат слушнати. Почнав да се вклучувам за време на короната во онлайн поетски групи, и таму споделувавме своја поезија. Коментарите ме поттикна на некој начин да јас... Да се охрабриш. Да се охрабрам и да размислам дека некој ќе прочита некоја песна, ќе се пронајде. Нели, за вкусови не се дискутира, некој ќе се пронајде, некој нема да се пронајде. Меѓутоа, тоа беше една одскочна даска која што мене ме охрабри јас, нели, да продолжам да пишувам. Така да, еве, моментално со втората збирка поезија, и исто да додадам дека периодот на поезија, мислам, не е завршен, меѓутоа моментално сум насочена кон пишување на роман. Проза. Да, така да, мислам дека ова ќе биде плюс уште едно интересно искуство и можност, нели, за да откријам дел повеќе од себе низ пишувањето. Да, тоа е прекрасна авантура пишувањето, само оној кој пишувал може да не разбере ние за што зборуваме. Осознаваш многу нешта и за себе си, ама и за светот во кој живееме, а од друга страна пак паралелно со пишувањето си создавам еден мој свет во кој мене ми е одлично со себе и тоа е најголемиот бенефит, ми се чини. Да, односот сам со себе, односот кога се осеќаш испочитувано, ослободено од сите своји внатрешни стеги. Предрасуди, едноставно немаш. Слободна сум, тука сум своја и уживам во тоа што го правам. За каква публика е наменета Ромонливи води? Ромонливи води, мислам дека е наменета не конкретно за помладата, туку и за повозрасната публика, барем јас така ја доживувам, бидејќи дел од мене внатрешен делува некако по-старинско и помислам дека повозрасната публика некако ќе ја свати поблиску, мислам, и самата порака која што се провејува низ песните. Ти си самата издавач на оваа книга. Да, самата сум издавач. И рековме за некој ден, поточно петок или сабота? Сабота, да, на 29-ти, промоција. Да.
Да, ги покануваме сите гледачи во центарот на Скопје, на булеварот Климент Охридски, во лабораториум, така нели, во колку во часот? лабораториум во 17 часот. Во време трајање од 1 час ќе биде промоцијата, ќе имате можност исто да видите прекрасни промотори. Ќе биде продажна книгата на самата промоција, ќе може да си ја набават? Да, ќе биде исто, нели, ќе се продава на промоцијата. Овдека можам да кажам дека исто, нели, да ги споменам промотерите на книгата, Андреј и Андријана, тие се едни млади исто автори кои што ќе имаат можност да ја промовираат и за кои што првично највеќе и се радувам, бидејќи сметам дека баш онака ќе ја представат книгата како што си е во својата првобитна форма, некако најблизо до она што, нели, е представено во нејза. Така. Ти пишуваш поезија, 2 збирки, веќе рече дека сега стремиш и кон проза, работиш на романот, но колку читаш поезија и од кој поети, за речеме, си инспирирана? Последниве години и во македонски услови се појавија едни современи и многу интересни македонски поети кои што на вистина и на социјалните мрежи се толку популарни да ги споделуваат и ги читаат и возрастни, ама и млади генерации. Читам поезија, меѓутоа повеќе фокусот ми е на странската поезија. Во последно предпочитам да читам на руски јазик, бидејќи сметам дека така си го негувам некако и јазикот, а искрено ми е, нели, поезијата кога се чита на веќе на некој друг јазик, ја чувствуваш и ја осеќаш на јазикот на кој што првично е напишана. Една инспирација лично за мене е поетот Сергеј Есенин. И можам да кажам дека црпам инспирација додека го читам. Така да, еве, конкретно Есенин. Браво. Интересна комбинација си Есенин со сите овие твои научни трудови кои што си ги правела во областа на твојата струка, да речеме, како економист имаш објавено многу научни трудови, помеѓу кои Штедењето за прогресивна или регресивна идеја, анализа на човечкото однесување, функционирање на руската нафтена компанија Роснефт, реално функционирање на банкарски систем во економијата, унапредување на квалитетот на образовните услуги во Македонија и така натаму. Каде се гледаш себе? Си се гледаш ли во оваа насока во областа во која си се едуцирала, си се квалификувала или ќе останеш некаде помеѓу овие две твои паси во кои што верувам дека успеваш да ги надополнуваш сите слабости на едната, да си ги надополнуваш со другата работа? Да, баш така, Сузана. Мислам дека не би се откажала ни од двете, бидејќи нели, и двете ми се посебно драги. И со љубов ги работиш. И со љубов, да. Дека посебно во пишувањето е нешто за кое што ме исполнува, наоѓам време и не го осеќам као терет, него едноставно као терапија. Терапија и уживање, точно, те разбирам јас. Секојдневното работење, еве, како економист, како сметководителка, ти прави стрес, и те уморува, а овде си ги полниш. Баш. Батериите. Одлично. Мислам дека и гледачите добро те разбираат, иако може би сите не пишуваат поезија и проза, ама ајде да подариме. Ние сепак имаме 2 збирки ромонливи води за подарок за нашите редовни гледачи. Добро утро. Добро утро. Повелете кој ни се јавува. Поздрав до вас, поздрав до Александра. Тука е Ненад. Се дружевме ние заедно во времето на COVID на онлайн поетските читања и многу ми е драго што слушам дека токму тоа ја инспирирало и било на некој начин скалило да се реши да издаде стихозбирка, зашто памтам дека нејзините стихови беа навистина уникатни. Честитки. Да, Ненад, се дружевме и ние многу одамна по повеќе медиуми, така нели, ако добро паметам. Да. Ненад ни се исклучи, драго ми е што беше тоа првиот наш гледач. Ајде да видиме кој имаме втор гледач и добитник на збирка. Повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Честитки до вашата куќа која што стварно секогаш има најнови информации во нашата
поезија, проза што пишуваат наши истакнати млади писатели. Стварно може да се гордееме со вакви способни луѓе, што стварно генерацијски ќе останат после нас. Ви благодарам многу за ова што ќе ја добијам книгата, што има суштина и за нас, што сме возрастни, да ја најдеме смислата на животот. Така е. Така е, секоја песна треба да се препрочита по два пати за и добро да се процесуира во нас самите, да ја разбереме пораката, ама со голема леснотија тоа ќе ви се случи. Ви благодарам и вам за јавувањето, верувам дека податоците ги зедоа веќе колегите во режија. Сузана, само момент да се заблагодарам на Ненат. Ненат ми е посебно драг од онлайн поетските читања, така да баш убаво ми дојде како гостин, нели, кој што се јави. Ама Ненат и пее покрај тоа што има рецитира. повеќе таленти. Јас се сетив кој Ненат е, затоа и искоментирав. Ненат е навистина еден сестран уметник и голем почитувач на трајните вредности. Му благодарам и нему и на гледачката и на сите останати. И еве, да речеме, убаво, нека ни биде една навика, која досега можеби не сме ја правиле, наутро да земеме и да си прочитаме, за да си го избистриме умот, една песна, една поетска творба со која што еве ќе си дадеме порака на денот. Со што би им дале порака на денот? Како да го отворат денот нашите гледачи? Сакаш нешто да споделиш, сакаш нешто да прочиташ? Да, сакам да прочитам, еве конкретно песната Јаболкници. Мислам дека баш одговара на денешното време. Видов јаболко угоре, видов јаболко удолу, видов јаболко налево, видов јаболко надесно. Видов раце кои се обидуваат да дофатат на секаков начин јаболко. Убаво, полускапано, просечно, црвливо. Им се забаздија душите, пребирајќи според своите убедувања, да се залажуваа влегувајќи подлабоко во каалта на гревот. Видов црв угоре, видов црв удолу, видов црв налево, видов црв надесно. Видов клунови кои се обидуваа да дофатат на секаков начин црв, прстенест, дождовен, морски. Избуаја цел свет од бројки, пермутации, варијации, комбинации. Ги насликаа сите грешници во темните кругови на Данте. Криковите го дотолчија и најкревкиот грешник. Од душите непрекинато му течеше крв, па во знак на очај сам си го отсече и другото. Видов разни форми на ушни школки, но ниедна не беше налик на онаа која ја посакував. Видов и дека цел живот посакуваме предмети, пусти предмети. Колку прекрасно. Колку работи сме виделе и колку работи сме воочиле, но не секогаш сме обрнале внимание да ги анализираме нештата од наш личен аспект. Многу ти благодарам што и даде една друга димензија на денешна утринска програма, што не потсети за тоа колку во секој од нас спие некој поет, некој писател, ама не секој го разбудил тој поет и писател, па земал да ги пишува своите размисли, сите своји бубачки што ни надоаѓаат. Значи, не е лошо некогаш во животот и да си зададеме една таква лекција, еден таков предизвик, да го извадиме сето она кое што го гледаме, го доживуваме, ама не го запишуваме, нели? Убаво е во секое животно доба. Секој има потенцијал за нешто, нели? Ама треба да го разбуди, рековме. Треба да го негува и пред се, нели, да има желба да го изрази. Така, ги покануваме сите наши љубители на убавиот збор во сабота во лабораториум да дојдат на промоција, да споделат, да се сликаат, да добијат и автограм, се разбира, од тебе, Александра. Остани вака магична, остани вака креативна и посакувам многу успешни дела и те очекуваме со информации за романот кој што е во процес, така? Да, благодарам, Сузана. Одлично, убаво лето посакувам и на многу убави места да се инспирираш за уште повеќе дела. Преубав разговор на вистина. Александра, и јас ти посакувам успешна промоција во сабота. Ако сме во можност со Сузе, би дошле и да присуствуваме на оваа промоција. На вистина се радувам и многу ми е кејф кога имаме Сузе на вистина вака млади, талентирани луѓе кои што имаат на вистина што да кажат. Проложи понатаму по својот пат. Се надевам дека ќе има повторно можност да бидеш наша гостинка. Благодарам. Благодарам јас.